Здраво на сите. Моето име е Ивица Пешовски. Ова е мојот настап, кој што кажа Јана Преска, последен ке настап Ивица, така што ја настапувам. Сакам да зборам многу за вештачка интелигенција, веројатно добар дел од вас ме се видели на претходни настани. Имам зборувано многу минативе 2 години и ќе зборувам и понатака, меѓутоа денеска ми оставија само 15 минути. Во 15 минути многу малку работи можам да кажам, така што решив да презентирам што правиме, што правевме минатава година и нешто на поле вештачка интелигенција. Тоест да ви го презентирам нашиот продукт кој што е еден од најбрзо растечките продукти во Македонија, а и Едварк. Ќе работам паралелно со вас. Инаку имам да NLB картичка, ќе платам и јас. Инаку јас сум од мојот бекграунд, нели, академскиот бекграунд е, минатава година ги завршив докторските студии во областа на компјутерско инженерство, фокусот ми беше вештачка интелигенција. Јас сум на оптимистичната страна на луѓето што оптимистички поглед кон вештачка интелигенција имам. Не верувам многу во работи како Jobpocalypse или како SaaScalypse, да, некои компании ќе умрат, некои нови ќе се појават, малку добиваш, малку губиш, на крај на денот, не, ќе се избалансира пазарот, така што и денеска сум тука да ви кажам што направивме или не, како за убави работи да зборуваме и денеска. Сега кабелот. Добро сме. Океј. Ова е линкот што го добивте и вие преку QR кодот или линкот е ai@work.ai/conference/nlb. Ја ќе се регистрирам сега, имам повеќе акаунти, ќе направам денеска еден нов. Океј. Прва работа која ќе се регистрирате, нели вие го добивате ова за беспар, инаку е платен продукт, вие го добивате за беспар. Прва работа ќе ве помине низ онбординг чекор за кој што платформата се прилагодила на вас. Имаме персонализација, кои курсеви да ви препорача, кои академии да ви ги препорача, кои алатки како да ги прилагоди за вас да работат најдобро. Јас ќе изберам дека сум Technology Data in Platforms овде, ќе изберам дека работам со тим, ако сум индивидуалец, фриленсер би избрал ново и ова е моето искуство со AI, ќе ставам дека сум AI Design Multi-Step Connected AI Processes. За да знае како да ми ја покаже платформата мене. И ова е следното што ќе видите, некој од вас веќе го видува, треба да внесеме картица за да добиеме пристап до платформата. Нема да ве чарџа ништо, ќе ве чарџа нели после месец дена, може да откажете во било кој време. Ова е начин нели да картицата како и на сите други платформи, начин да се заштитиме од дупликат акаунт. Ја ќе внесам мојата картица, не снимајте, не фаќајте скриншоти. Имам two-factor authentication, така што не се грижам многу. NLB банка да ќе помогне ако треба. Океј, activate my 30-day free trial, би требало да добијам сега. Порака, барање за одобрување. Може го правите ова заедно паралелно со мене. Го чекам барањето, само интернетов ми е малку спор. Како? Потврди го плаќањето, добро, би требало сега да сме окей. Добро, се рефрешираше, да успеа. После ова 30 дена free trial ми е активиран. Не е trial ствари, поракава е грешна, не е free trial, туку добивате 30 дена комплетен пристап до платформата. Она што прво ќе го видите тука е My Journey, тука имаме геймификација кај што ќе ве води низ процесот, што е седно што треба да направите, кои беџови треба да ги анлокнете, ова е целосна патека што е прилагодена за вас согласно одговорите што ги дадовте во онбордингот. Сите сертификати, сега ова е нов акаунт, меѓутоа сите сертификати што ќе ги добиете ќе се појавуваат тука, сите ресурси од настаните што ќе ги посетите ќе ви бидат достапни тука. Имаме и некои предефинирани ресурси за вас со кои што ќе добиете пристап одма, како 100 lovable prompts, како Ultimate AI Tools, кај што препорачуваме други алатки кои што ги користиме и така натака. И тука ќе најдете сите останати слайдови од сите презентации што сме ги направиле од септември навака. Седно е Learning табот, кај што ќе ги видите, ова е едно од главните места, од трите главни места малтене, овде ќе ги видите вашата патека за секој од вас, согласно одговорите што ги давате на почетокот, добивате еден строго highly recommended, строго препорачан курс кој што не е паметно да го испуштите и два препорачани курса.
Понатака во делот курси ќе видите дека имаме секој месец над 10 курсеви. Ова се моментално за април, за мај ќе ги видите курсевите. Настаните се со инструктори од, може и вака да ви ги покажам преку Манtview, тука побоја ќе се видат, се со настани, се со инструктори од компании како Novo Nordisk, ова Microsoft, Lovable и така натака, Blue Alpha и така, IBM, ова со Alicia и така натака. Ќе ги разгледате овие, имате пристап сите до нив. Академиите моментално е почната Practical AI Implementation Academy, каде што работиме со алатки како Lovable, како N8, како Cloud Code. Следна е AI for Marketing, Академија за маркетери, што почине на 19 мај. Од тука ќе се префрлам на AI Model Stabот, добивате пристапи до ова. Прво треба да се согласам нели со условите за користење. Ова е група на најпознатите, најдобрите сега моментално големи јазични модели, LLMs, кои што вие ги имате под една капа тука, под еден чадор, one umbrella. Наша работа е, јас со мојот тим, секојдневно ги анализираме, гледаме кој зашто е добар, кој што работи добро и ви ги нудиме вас за користење овде. Моментално имате 30 дена, нели, бесплатно користење нивно. Имаме модели што се занимаваат што генерираат текст, имаме модели што се reasoning модели, што прават нели deep research, истражувања, имаме модели што прават web research, што имаат пристап до интернет за да извадат информација таму, и имаме image модели. Nano Banana 2 искочи пред некои 3 недели, го имплементиравме, GPT Image 1,5 моментално, вчера, завчера кога искочи или викендов GPT 2, следна недела ќе го имаме на AI Edward. Една од целите пред 1 мај е да го имаме GPT Image 2 додаден на AI Edward, да го користите и него. Анита рече дека ChatGPT не памти, ама AI Edward памти, така што овде имате project, ако нешто не сакате да изгубите, ќе си направите проект. My work, како и да е, ако го користите за работа, за приватно, како и да е. My work, тука ќе си го додадете сиот knowledge, се што не сакате да заборави за вас вештачката интелигенција, ќе си ја додадете тука, или како фајлови, или да му ја напишете тука, ако нешто сакате од вашиот мозок да пренесете тука, и никој пат нема да го заборави тоа во чатовите во тој проект, така што може да имате различни проекти за различни намени, еден за работа, еден за приватно и така натака. Тоа е овој дел од платформата кој што го добивате пак сега со внесување на картица. И третиот дел е AI Tools. Ова е менито кај што имаме и цело време работиме на развој на нови алатки. За секој од вас, нели согласно работите што ги избравте во онбордингот, ќе ви бидат препорачани некои алатки. Ја ќе ви покажам денеска неколку. Една од алатките што ја спомна Анита, ја гледам прва тука е Alpha AI, извинете. Alpha AI ќе ја пуштам први, неа сакам во нов тав да ја пуштам за да ми остане другиот, ќе се вратам на него. Ова е апликација, Gamma е апликација за креирање презентации, Alpha е нашата верзија на Gamma, кај што креираме презентации со помош на AI, тие се комплетно ваши, може да ги користите за вие сте одговорни за се што ќе прекачите, за се што генерирате тука, може да го користите како сакате. Интерфејсот на алаткиве, со темпото со кое што загубуваат алатките, мислам дека денеска со интерфејсите сите сме прилично комотни да ги менаџираме. Имаме ако одите на Create from Template, имаме точно 100 темплети што може да ги користите поделени во категории како Sales and Marketing, како Project Operations и уште 8 други категории. Не мора да одите преку темплети, може да одите преку Custom Themes да си направите ваша тема, или ја ќе одам сега со Generate, само со prompt да изгенерираме една презентација. Сакам да ви го демонстрирам ова, ќе направиме една презентација од 3 слайдови, например после следната недела, после 1 мај неделата имам презентација за факултети во која што дискутираме како е да се учи и да се предава во времето на AI, се вика learning backwards in the age of AI. Let's create a presentation for a conference talk called Learning Backwards in the Age of AI. The first is title presentation, second should be about me, као презентацијски слайд нели за мене. И сега овде не знае ништо, нов акаунт е, така што ќе му кажам кој сум, Ивица Пешовски, нека стави PhD in AI и CTO at AI at work. One slide only for Bloom taxonomy. Нема да, во интерес на време, пак нема да одам подалеку.
ќе направи сега ресерч првен, ќе ми понуди план кој што ја треба да го одобрам, нема да ја направи презентацијата пред да му го одобрам планот. Сега ќе види што му напишав тука. Овде бев прилично скржав со зборови, да го правам ова не пред публика, вака ќе му дадам повеќе инфо што и како правам. Ќе ми даде план кој што јас ќе го одобрам и после тоа ќе ми генерира презентација. Не избрав, ќе ви покажам за кратко. Нека заврши ова. Building outline from the research, значи што направи, го анализираше она што му го напишав, направи анализа на интернет и сега ќе ми креира план што јас треба да го одобрам. Така ова е agentic workflow малтене. Меѓутоа чека наш input и сега чека наше одобрување. Опа. Океј, не би било добро демо ако не зезне. Претпоставувам дека интернетот спорка интернет на колешката сум, така што претпоставувам дека може и тука некаде да настане проблемот. Меѓутоа ќе го пробате ова. Ќе го пробате, имате бесплатен пристап, не ве охрабрувам сите да го пробате ова. Убеден сум дека ќе ви се свиѓа аутпутот. Океј. Следно нешто ќе се вратам тука. Boardroom Tool, овој ќе го оставам за сами да го пробате. Boardroom Tool е кај што креирате соба со луѓе кои што сакате да ги слушате, например соба со луѓе во која што би сакале вие да се најдете, прави анализа на кои се тие луѓе, учи како тие зборат, кои се нивни гледишта, кои се нивни видувања за светот, за индустријата и ве става да комуницирате со нив преку промптови. Само да ова да ме завршил, да. Еве го, вториот, прилично сум сигурен дека е до интернетот според грешката што ја видов. Ми направи меѓу време, еве го. Со тоа што направи повеќе слайдови, му кажав one slide only, меѓутоа ми направи повеќе слайдови, ќе ги избришам затоа што ќе потрае, ако ги оставам сите сајдови да ги креира ќе потрае, ќе му оставам 3 слайдови, овде може нешто да сменам, пример ова не ми се допаѓа, може да го избришам од тука од планот, да изберам тема што ќе ја користи, пример, или ќе го оставам само да се избере тема и сликите нека бидат минималист. Generate presentation, ќе ја генерира сега презентацијата, е fully customizable, тоа значи дека може да смените најситен детал, од слика, од текст, од поставеност, да додавате нови слайдови, да бришите нови слайдови, се што би да бришите постоечки слайдови, се што би очекувала од една ваква апликација, може да го најдете внатре. Тоа е, нека се изгенерира, ќе го покажеме на крај, ќе поминеме низ него. Имаме повеќе Pocket Mentori кои што се соодветни затоа што ја избрав дека сум technical person, на почеток ми искочи iBuilder Automation Pocket Mentor, затоа што избрав дека тоа го правам на дневно ниво. Ако го пуштам тој, ова е и добив беч затоа што искористив алатка меѓу време. Океј. Ако го пуштам овој Pocket Mentor, ова е алатка која што е истренирана баш за тоа, баш за AI Automation да зборувам со неа. Start the tour. Skimp onboarding, го знам ова, вие поминете го. И сега ова е Лукас Мајер кој што знае како се прават таа автоматизација. Може да почнам со него тука да пишувам, да му прикачувам фајлови, да му кажам кај сум заглавил, да ме води низ процесот, малте како Eva, ако смеам да го споредам, и Start Voice Call можам да му се јавам да зборуваме наместо од тука да му се јавам да зборуваме наместо да пишуваме, доколку не сакам да пишувам. Имате десетина вакви Pocket Mentori за секој од индустриите по некој, ќе ги видите. Ве охрабрувам пак да ги поминете. И една алатка сега што ќе ја покажем од постоечкиот акаунт, затоа што ќе ни треба малку време. Тоа е компетитор анализис. Ова е алатка што ќе треба малку време да заврши, можеби ќе треба и до 20 на минути за да заврши, меѓутоа ќе ви ја покажем од постоечкиот акаунт што го имам, ова е новиот акаунт што го направив. Анита спомна дека нели програмерите се првите, програмерите ќе ги загубат работните места, меѓутоа јас сум инаку и студент на MBA на Универзитетот во Јорк, ги завршувам и таму студиите, меѓутоа една од истражувањата на Wall Street Journal и на Forbes и на Pew Research Center кажуваат дека првата работа кај што најмногу се гледаат ефектите од вештачката интелигенција, првата академска титула што е засегната е MBA, затоа што вештачката интелигенција може многу лесно да прави пазарни извештаи, финансиски анализи и така натака. Наше сега е MBA титулата малте е многу полесно да ја замени отколку останатите титули. Следните во топ 5 се уствари програмирате, меѓутоа тука се и журнализам, тоа би му дошле новинари, marketers and заборев која е четвртата, како иде.
заради тоа што вештачката интелигенција знае да прави пазарни анализи, знае да прави финансиски извештаи, знае да прави дури и маркетинг стратегии и така натака, наше е сега која ќе изгенерира некаков аутпут, ние да го евалуираме. И ова е алатка што ни помага за тоа. Ако ја стартнам оваа апликација, ќе ми побара, ќе се согласам повторно со условите, ќе ми побара да внесам која е мојата компанија. Например, ако сме тука НЛБ, ќе внесам моја компанија дека е НЛБ или дека работам во НЛБ, би ги додале тука најубаво и сама ќе ги идентификува, меѓутоа затоа што например НЛБ има НЛБ Македонија, НЛБ Словенија и така натака повеќе држави, најубаво ние да му ги дадеме Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok акаунтите од соодветната држава, нели соодветните, за да не направи грешка да ги бара пример во Македонија словенските и така натака, веб страната на нашата компанија и тука додаваме повеќе компетитори. Пример тука би ги додал Халк, Шпаркас и така натака повеќе банки и ќе ја пуштам ова алатка да ранува. Што ќе направи таа? Ќе ви покажам еден извештај што веќе го имам направено. Competitor Analysis, Start, ќе стартнам, ова ми е стар акаунт. И во My Analysis, пример, овде имаме правено, ова е за демо, го користам, имаме направено пример за Royal Burgers проти, ќе видиме, може да го видиме овој. Ова е Volt спрема Корпа, например, може да го видам Royal Burger, Бургер, Слад и Корпа ги споредувавме. Што направи позадина, извади на социјалните медиуми кои како перформира, например, ние овде го симулираме дека ние сме нели Royal Burger, пример, ние сме број 3 од овие на социјалните мрежи, на LinkedIn сме први, инфо за нашата компанија, што е и како е, кои се главни предности, главни недостатоци, како некоја SWOT анализа, идеална ICP, нели идеална customer persona прави тука самата алатка. Компетитор Matrix не споредува со компетиторите што би ги нашли, ако ставиме ние нели НЛБ, Халк, Шпаркас тука ќе ги дадеше нив, кој што прави добро, како прави добро, кај има можности за подобрување. И ни прави она што сакам, тука има paid strategy, ова ги анализира рекламите што ги поставуваат на социјалните медиуми и во ќе ги поминете сите овие нели независно, во roadmap ми ни дава јасна стратегија што на пример ние би требало да направиме на краток рок, на middle, на medium рок и на долг рок за да опатиме што е можно поголем дел од пазарот. Така што ни дава некоја стратегија што ние од тука натака треба да ја имплементираме. Ова е правено без дизајнери, се познава, така што дизајнот е програмерски. Океј, ќе се вратам тука, само да видиме, да, презентацијата заврши. Inverting the path to mastery, малку тука халуцинираше. Ја му кажав дека е Learning backwards in the AI era. Овде ми стави некој друг наслов, меѓутоа може да го сменам. Learning backwards in the AI era. Добро, стави некоја слика, аутогенерирана слика, тука би ја сменил, нормално можем да ја сменам сликава. Додаде опис за мене, што нели би влегол, би го проверил повторно, не би му верувал слепо, не би излегол со ваква презентација пред луѓе додека не ја проверам. Дома ова е третиот сајт. Последниот тука натака може да додавам слайдови. Нема да ја презентирам, ќе ја видите и сами, меѓутоа се што очекувате во една апликација за презентации го имате внатре. Океј. И ќе се вратам назад, уште една алатка што може, значи ја требаше покажам 3, ја покажав повеќе. Имам време уште? Уште за една? Уште една. Да, заборавив дека само 3 требаше покажам. Како и да е. Ќе се вратам назад. Во iTools, Јана, можеш да ми помогнеш? Може да, што сакам да направиме сега со последна алатка? Сакам да објавам сега LinkedIn пост дека сме ја завршили оваа конференција, супер, била многу посетена. Меѓутоа сакам да не го пишам тој пост, туку сакам AdWords да ми ја сгенерира, тоест да направиме слика, тој да ми ја подобри сликата со моделите, а алатка ќе ви покажам што е истренирана за добро пишување, која што ќе ми го направи LinkedIn постот. Јана ќе направи селфи едно и ќе ми го прати на... Може и ја? Може. Прати ми ја сликата на AirDrop, ја ќе ја ставам тука да ја енхенснеме малку, да ја пробавиме. Првиот. Код? Get AirDrop code, да. Твојот код ми треба. 750311. Праќајте сите се. Праќајте сите. Accept. Save to downloads. Океј, ја имам слика во downloads. Ќе отидам во AI Models. Ќе го изберам Nano Banana моделот и ќе му ја прикачам сликава што само што ми ја прати Јана. Downloads, ова би требало да е сликата, не. Ова е Hike слика. Не може да ми ја пратиш? Да? Паметно.
Не е лоша слика, ќе видиме сега Nano Banana што може да направи. На десктоп ќе ставам Capture. Океј, ајде да пробаме. Десктоп, ова би требало да е сликава. Не, еве, се појави. Супер. Нема пак, во интерес на време нема пишам долг пром, да сум сам дома да го правам ова, да не е пред публика, би напишал малку подолг пром што и како се да направам. Ова само ќе му кажем let's enhance the image for LinkedIn. Try to stay as close to the original photo, but more beautiful. Океј, ќе го пуштам ова да работи. Ја умеѓу време што ќе направам, ја умеѓу време ќе почнам нов чат, тоа ќе си работи тука. Ја ќе почнам нов чат и ќе му дадам пример на Grok, тоа е web research модел што го имаме, ќе му ја дадам INTU, ќе му дадам страната од денеска кај што е оваа конференција најавена и ќе му кажам да ми помогне help me create, на англиски го пишувам затоа што помалку троши. Help me create a presentation. Help me create guidelines for a post for LinkedIn for the event I just attended. Here is the link. Ќе го пуштам линкот. Океј, ајде да видиме што ќе направи вака. Затоа што сега го ќе го подобрам ова после. Ова уште врти сликава. Океј, сега размислува како. Затоа што Nano Banana 2 е модел за генерирање слики што има пристап до интернет и што е reasoning модел, тоа значи дека размислува и може да внесе нешто. Па горе-долу иста слика, може малку светлото го подобри, ако не се лажам, да го направи полоша, ама пак ви кажав дека ви спомнав дека не потрошив многу време на промптот. Ти го смени некако кај мене ми додаде ваков микрофон. Добре, значи не знам дали ова би функционирало, ама не знам дали ваков микрофон би функционирал. Десктоп супер. Океј. Па не, ама рековме дека ова е настап, така што може не слуша. Ова е настап, микрофон за настапи. Океј, ајде да видиме сега. Другиот чат заврши. Ми зеде што има на настанов. INU, точниот настан го дадов, затоа што ако да е... Минатиот го ставив, изгледа, да. Добро, да, во интерес на време, пак повторно, го извади минатиот настан, ова е настан што го имавме пред месец дена од прилика. Океј, ќе го изам овој текст, само за да го видиме. Сега нема да го објавам, затоа што ме нема тука помеѓу говорниците, нема да го објавам. Ама, од тука би го зел ова, би отишол во Tools, имаме tool што се вика WriteWell. Океј, ќе го пуштам и овој tool знае да ми помогне со пишување во различни стилови. Пример, еден од силните стилови е баш на LinkedIn, пример може да изберам дали ова е cold outreach email, дали е пост за LinkedIn, дали е некој meeting follow-up, дали е блог пост, артикал и така натака, и внатре дали е нешто за YouTube што објавуваме и така натака, и натре трениран кои работи треба да ги следи. Ќе му дадам тука некоја инфо што треба да следи, ќе изберам дека ова е LinkedIn leadership пост и ќе ми даде да изберам во кој стил, дали е во стилот на the contrarian, као земаме некоја мислење и сега ќе се буниме и ќе се противиме против него на LinkedIn, дали е data analyst, нешто сега ќе подкрепуваме со факти, дали е Алекс Хормози стил, дали е ова е број 3, ова е мислам најпопуларно сега на LinkedIn, кај што пишуваме со short punchy sentences, као многу точки, многу кратки реченици. Ќе му дадам generate text, ќе ми даде со 3 различни модели, 3 различни драфтови кои што ја понатака можам да ги искористам. Тука имам и knowledge, ова ми е нов акаунт овде, кој што ви покажувам, немам никаков knowledge, меѓутоа тука би можел да му ставам knowledge, мои претходни LinkedIn постови, работи на кои што сум работел, постови што ми се свиѓаат, книги што ми се свиѓаат, се можам да му дадам тука. Сите тие работи ќе ги има предвид кога ќе ми го генерира овој output, небитно дали е тоа LinkedIn, дали е email, дали е YouTube и така натака. И ми направи нешто овде. hip is cheap, Roy isn't. I joined the kick-off INU with NLB Банка Скопје, Емилија Ристовска, Петар Ниновски и така натака. Ме нема, не го објавувам ова, сакав баш и сликата да објавиме и текстот, меѓутоа ќе го направам тоа за кратко. Океј, еве го, I almost didn't, класичен LinkedIn post, I almost didn't go, the iBuzz felt overwhelming, the one conversation changed everything, bla bla bla, bla bla bla. Океј, тоа е што ја имам да ви го покажам денеска, пак у времето што ми дозволуваше, ова е се што можев да ви покажам, ве со храбраме вас, сите имате 30 дена пристап, искористите го најдобро што можете, пробајте ги сите алатки, дојдете на курсевите, дојдете на академиите
и сега ме повторно. Фала ви.